Некогаш беше дел од гигантите кои беа доказ за успехот на социјалистичкиот економски модел на Југославија. Денес, фабриката Охис е само еден од символите за неуспешната македонска транзиција кон пазарната економија. Така, веста дека низ овие порти барем 200 лица секојдневно повторно ќе го вадат своето парче леб дојде како знак на надеж. Всушност, целата приказна зрачи со успех. Се рестартира дел од запуштениот комбинат. Доаѓаат странци со полни джепови пари, подготвени да инвестираат во земјата. И сето тоа по заслуга на доскорешната влада и владеачка партија. Борбата да се привлечат инвестиции понекогаш е долгорочна работа. Еве денеска присуствував на почеток со работа на компанија од Америка, со која што првиот контакт го имавме пред 4 години во Бостон на тогашното роудшоу. Многу често не прашуваат зошто одите на овие роудшоуа, кукави се трошоците, дали се исплати, кои се ефектите, ама најчесто ги бара ефектите во наредните 10 дена. Ефектите во бркањето инвестиции не доаѓаат за 10 дена. Освен Груевски, тој ден пред присутните се обратија и други лица. Посебен акцент е ставен на безбедноста на процесот и овозможена е безбедноста на највисоко ниво од страна на компанијата. Никола Тодоров говореше како вице-премиер и како министер за здравство. Токму ресорот кој тој го водеше е надлежниот за дозволи и за контроли на производителите на екстракти од канабис. Свој минути на говорницата има инвеститорите. Еден од нив е американецот со потекло од Македонија, Ванчо Толоманоси. Another person who deserves my deepest respect, thanks and appreciation is Mr. Nikola Gruevski. Mr. Gruevski is the primary reason why our company had decided to invest in Macedonia. Другите двајца американци дури настапија и на домашните медиуми. Станува збор за НЈСК Холдинг Дойл Скопје, компанија отворена како странска инвестиција на компанија со седиште во Соединетите Американски држави, која представува една од најискусните и водечки компании по капацитет во светот од областа на производството на медицински канабис. Како од Америка, од Лос Анџелес, поточно вашата компанија се одлучивте да инвестирате баш кај нас? Our decision was with the government backing us as well. They have been very accepting to our company. Yeah, we've been sort of visionaries and front runners in the United States, so having an opportunity to come to the great Republic of Macedonia, we jumped at the opportunity. It's a great gateway to Europe and sort of enable a country to get turned on to our medication that we know and believe in that works in the United States. Или, приказната за јавноста е тројца американци од кои еден македонец и селеник, а другите двајца бизнисмени од Калифорнија со големо искуство во одгледување коноп за медицински цели, почнаа бизнис во Македонија. Но дали е така, кога ќе се проверат фактите и документите? Евеа хронологијата на настаните. Таа почнува на крајот на 2015 година, кога за прв пат Министерството за здравство организираше јавни дебати за корисноста на екстрактите од канабис во медицински цели. Во јануари 2016, веднаш по нова година и во екот на политичката криза, Министерството изготвува предлог измени на законот кој собранието ги усвои во февруари. Измените на законот за опојни дроги и психотропни супстанции стапуваат на сила на 3 март 2016 година. Од тој момент во Македонија е легално да се произведуваат екстракти од канабис за медицински цели, но фирмите не можат да бараат дозволи бидејќи недостасуваат подзаконски акти. Министерството за здравство носи подзаконски акти во текот на мај. Комплетирана е правната рамка и фирмите за прв пат можат да побараат од државата легално да одгледуваат канабис ако исполнат редица строги услови. Овој факт ја открива првата дилема. Како е можно, како што вели Никола Груевски, инвеститорите да ги сретнал на роудшоу пред 4 години, кога тогаш ниту се зборуваше, ниту пак некој размислуваше да се легализира канабисот за медицински цели. Назад на хронологијата, на 15 август 2016 година е регистрирана фирмата инвеститор НЈСК Холдинг. Не во Сад, туку во Скопје. Прв газда е 22 годишно момче Владимир Кесковски. Како управител се појавува Златко Кесковски, поранешен шеф на обезбедувањето на покојниот председател Борис Трајковски, тренер по кендо и универзитетски професор.
За неполни 4 месеци од основањето на почетокот на декември, НСК на Кесковски добива одобрение да одгледува канабис за медицински цели од Министерството за здравство, на чие чело е Никола Тодоров. Меѓу условите кои морала да ги исполни фирмата е да има барем 4 вработени, меѓу кои и експерти во дејноста. Согласност на одобрувањето дава владата. Завршува годината, компанијата во 2016 година потрошила 0 денари за плати. Како што пишува во изводот од Централниот регистар, тоа значи дека немала ниту еден вработен во текот на 2016 година. Овој факт значи и дека НСК добило одобрение од Никола Тодоров спротивно на законот и подзаконските акти. На 16 февруари оваа година НСК добива нов газда. 22 годишниот Владимир Кесковски ја продава фирмата на Phalanx Holdings од даночниот рај Делавер, држава во рамките на САД. Делавер е неспротивниот брег од американскиот континент од Калифорнија, од каде се тврди дека се инвеститорите. Според официјалните документи кои ги обезбеди 360 степени, фирмата во Делавер е направена на 31 август 2016 година, односно 2 недели откако е регистрирана НСК во Скопје. Кој е газда на фирмата во Делавер не е јавно достапен факт, бидејќи државата обезбедува тајност на тие податоци. Иако фирмата добива странски газди, новите сопственици си го задржуваат стариот директор, Златко Кесковски. Веќе следниот ден по продажбата на НСК на фирма со непознати сопственици, владата ја одобрува дозволата за одгледување марихуана. Потписник е повторно Никола Тодоров, но овој пат во својство на вице-премиер. Тоа значи дека тој ја водел владината седница на која е донесена одлуката, откако во претходните месеци како министер ги иницира законските измени и го потпишува и првишното одобрение на НСК, кога според Централниот регистар немала ниту еден од потребните 4 вработени. На промоцијата од 11 април Тодоров е еден од говорниците на настанот. Седи во првиот ред, каде централните места се резервирани за владини и партиски представници. Местото на странските инвеститори е исто така напред, но понастрана. Сумирано, документите покажуваат дека НСК добила лиценца за одгледување марихуана за медицински цели, без да ги исполни сите услови. Кога го добила првишното одобрение, фирмата е во сопственост на 22 годишно момче, а капиталот е 100% домашен. Дури потоа фирмата е продадена на компанија со таен газда од САД, само еден ден пред владата да даде конечен амин за бизнисот. Секако, став за нашите заклучоци и дилемите побаравме од сите засегнати страни во оваа приказна. Почнавме од надлежниот орган, Министерството за здравство. Но, за разлика од нивната отвореност и подготвеност за јавни настапи, кога се менуваше законот и кога се промовираше новата инвестиција, од Министерството, барем до овој момент решија да не одговорат на поставените прашања. По неколкудневни преписки, одговор добивме од инвеститорите. Комуникацијата течеше само со Ванчо Толоманоси, кој во моментов работи во компанија која нуди советување за информатички технологии, а зад себе има и актерска кариера. Инвеститорите од Калифорнија, за кои најдовме дека имаат мала лабораторија и мала продавница, беа запознаени со прашањата, но не учествуваат директно во комуникацијата. Толоманоси ни одговори на сите поставени прашања, но голем дел се во спротивност со фактите кои 360 степени ги обезбеди од државните институции. Така, во годишниот извештај на НСК достапен во Централниот регистар јасно пишува дека во 2016 година фирмата немала вработени. Сепак на прашањето за бројот на вработени, кога го добиле решението од Министерството на 5 декември 2016, Толоманоси тврди: Законот бара 4 вработени за да може да се побара дозвола, од кои 2 мора да бидат со специфично образование и работно искуство. Пред нашето барање, ние имавме 2 вработени со привремен договор и на 8 ноември вработивме 7 луѓе. На датумот 5 декември имавме 11 вработени. Наспротив ваквото тврдење на Толоманоси, финансискиот биланс на НСК за 2016 покажува 0 денари трошоци за вработени. На прашањето, кога НСК првпат аплицирале за дозволата која добиле на 5 декември од Министерството, Толоманоси вели дека датумот 5 декември е грешен, па и неважен.
а тој датум јасно е наведен во одлуката објавена во службен весник. И не само што е точен, туку и клучен. Бидејќи тогаш е донесено решението кое подразбира исполнети услови, а владата подосна дава само согласност. Прв пат поднесовме барање на 8 ноември 2016-та. Специјалната комисија имаше забелешки на 14 ноември и тие беа поправени. 5 декември е неточен датум. Тој датум е неважен за прашањето. Ако ме прашувате за датумот кога сме ја добиле лиценцата во рака, тоа е 23 февруари. Целиот процес траеше 5 месеци по поднесувањето на барањето за сите процедури да бидат завршени. Толоманоси зборува од името на НСК за периодот ноември-декември 2016 година, кога според документите фирмата воопшто нема странски газди, а неговото име не фигурира никаде во Централниот регистар. Судир на ставовите со фактите околу сопствеништвото на НСК не завршува тука. Документите покажуваат дека фирмата во Скопје е направена на 15 август со домашни газди, а фирмата во САД 2 недели подоцна на 31 август. Но Толоманоси тврди дека е обратно. Според упатствата на нашите сметководители и адвокати, НСК беше формирана од страна на Фаланкс како македонска компанија. Како што е напишано во Законот за прашањата за обезбедување на лиценцата, сите услови мора да бидат задоволени пред добивање на дозволата. Поради оваа неизвестност, бевме советувани да ја структурираме компанијата на овој начин. НСК е основана од нашите инвеститори со претходен договор. Документите од Македонскиот централен регистар покажуваат дека американската фирма Фаланкс ја купува македонската НСК дури во февруари оваа година. На останатите прашања, Толоманоси вели дека е точно дека разговарале за инвестирање во Македонија со владиниот тим пред 4 години. Но намерите тогаш биле само општи, а одлуката за одгледување канабис дошле подоцна. За него нема ништо спорно што инвестираат преку таинствениот Делавер, бидејќи своји фирми таму имале и светски познати корпорации. Одби да не ги откри имињата на сите луѓе кои стојат зад Фаланкс, но ни обелодени уште двајца инвеститори, од кои едниот е екс-кошаркарот Катино Мобли. Сите одговори на Толоманоси покрај нашите барања засега се без подкрепа од соодветна документација. Наспроти неговите ставови се документите кои фрлаат сериозен сомнеж дека фирмата која веќе работи во кругот на Охис добила решение од Министерството без да исполни дел од законските услови. 360 степени веќе ја искористи можноста и ја побара комплетната документација од Министерството, согласно Законот за пристап до информации од јавен карактер. Рокот за достава не е пробиен, но по 20 дена чекање, јасно е дека владиниот ресор не брза со одговорот.